Здраво, другарчиња! Моето име е Ивана, ова е нашиот простор за вежбање и опуштање. Сакам да ми кажете, гледате ли оваа моја замислена линија на земјата? Не? Може би вие ќе си замислите една линија точно пред вас. Ќе расшириме раце и ќе ги затвориме очите за да чекориме по таа линија. Кога ја гледаме да ја замислиме полесно, вака може би ќе изгубиме рамнотежа, но ќе ја најдеме повторно и ќе пробаме да зачекориме сигурно. За да најдеме рамнотежа, треба да можеме да однесеме тежината на една страна и на друга страна. Да го пробаме тоа со широки раце, убаво цврсто, едното стапалце, другото на страна нека оди. И нека се врати. Другото на страна и да падне. Може да се крене, другарчиња. Мораме некако да има начин како да ја вежбаме оваа рамнотежа. Не е тоа само за телото, да може како да стои на една нога. Тоа и за други работи, да научиме и други работи да држиме во рамнотежа, нашите обврски. Исто така нашите задоволства, нашите игри. Ке застанеме на едната страна, убаво цврсто, ќе го ставиме тоа стапало во земја да држи и другото ноќе ќе го кренеме од земја. И ќе го фатиме од позади со едната рака па со другата рака. И ќе вдишеме и ќе почне да бутка тоа стапало, да притиска од дланките. И ако може би ќе се спуштиме напред. И ако поиграме вака, ќе го пробаме тоа и на другата страна, другарчиња. Да видиме дали двете страни ни се еднакво јаки, дали двете ноџиња убаво исто држат. Ајде да пробаме. Притисни. И оди напред. И да паднеш. Дланките одат на земја. И цврсто тука. Ќе ги ставиме коленцата. И ќе одиме на следната вежба. Рачињата се цврсти. Десното раче напред оди, а левото стапалце позади држи. Пробај да држиш оваа рамнотежа во тебе. Тоа значи еднакво е распоредена силата и напред и назад. И не секогаш е. Спушти го дланката, спушти го ноџето. Крени ги другите. Другата страна. Пробај ја. Држи. Диши. И сега ќе ги спуштиме и ќе пробаме 3 пати така, едно по друго. Горе, десна рака, лева нога и ќе ги спуштиме. Па лева рака и десна нога и ќе ги спуштиме. Повторно ќе ги кренеме. И другата страна ќе ја кренеме. Сега, драги другарчиња, имаме еден предизвик, ова не беше за џабе, за ништо. Имаме сила сега да пробаме уште еден предизвик. Ќе ги ставиме стапалцата на прстиња. И ќе се кренеме нагоре. Од тука, може би звучи страшно и тешко, но ќе пробаме. Да кренеме таа лева нога и таа десна рака на страна. Пробај. Држи. И да паднеш. Со насмевка паѓаме. Сега другата страна да ја пробаме. Тоа десно ноже назад и левото раче на страна. Види дали држи. Се спремивме за ова, другарчиња. Ами да паднеме. Тука сме. И сега, за да бидеме јаки и во ноџиња и во рачиња, треба да бидеме и во стомачиња. Затоа ќе застанеме на прсти и ќе застанеме вака седнати. Пробајте, видете. Дали е тешко? Дали се губиме? Дали паѓаме? Бава цврсти тупаници покрај тело и полека одат коленцата напред да паднат. И сега ќе пробаме да собереме сила во стомачето, да ги кренеме. Може би позади ќе паднеме. Да го пробаме ова неколку пати, другарчиња. Мислам дека можеме. Напред полека, најполека што можеме, може би одма ќе се избрзаме и ќе паднеме. Но позади ќе мора да најдеме сила да се стегнеме.
Уште еднаш, другарчиња. Напред на прстињата, одиме на коленцата да паднеме и ќе најдеме сила да се кренеме позади. Сега, вака, без да си помагаме за рачињата, ајде да видиме дали можеме да станеме. Горе, браво! Тоа значи дека имаме силни ноđиња и силни рачиња, силно, јако тело. И сега ќе си дадам еден последен предизвик. Ќе стои едното ноđе цврсто, другото малку позади. Ќе одиме напред со телото и ноđето позади и ќе смениме за да застанеме. Мислам дека вака можеме. Одиме со другото ноже позади, напред да полетаме и да се вратиме. Може би рацете од страна ќе ни останат и ќе си помогнеме да одиме напред како да летаме. И тука да се спуштиме. Уште еднаш на другата страна. Одиме и се враќаме. И сега со едното стапалце ќе застанеме на другото стапалце. Ќе ставиме рацете на половина. Ќе вдишеме и ќе чучнеме да издишеме. Види како се држиш, види како стоиш. Ќе го земеме тоа коленце, ќе го придржиме, за да видиме каква ни е равнотежата денес. Ако паѓаме, секогаш со насмевка го правиме тоа. Издиши, спушти го другото коленце, стави го стапалцето одозгора сега, на другата страна. Повторно малку чучни со коленцата, за да се здрави и да не држат. И чучни подолу. Кога ќе се најдеме стабилни тука цврсти, ќе го земеме тоа коленце и ќе го кренеме малку. Остани со тоа долно коленце свиткано. Издиши го долу. Сега, другарчиња, нашите ноđиња се цврсти и можеме сите страни да ги работиме. Можеме сите страни да ги видиме. И кога сме убаво извежбани, и кога сме јаделе здраво, а кога сме пиеле водичка и топле чајчиња или можеби какао, тогаш целиот наш систем е во рамнотежа. Можеме понатаму да си ги извршиме сите обврски како што треба, сите домашни задачи, просторот да си го држиме чист и истовремено да имаме време да си играме надвор со другарчињата. Тука само со телото си играме, но со срцето мораме да си играме со сите елементи околу нас. Фала ви, другарчиња, се надевам нешто научивте, се надевам ако паднавте, со насмевка тоа го направивте. Се гледаме во следната емисија, каде што се надевам дека нашата сила и рамнотежа ќе ни дадат да можеме лесно да танцуваме ни секој ден. Поздрав, другарчиња!